Западен Балкан сведочи на засилени активности на злонамерни актери, кои настојуваат да ги наруша демократските процеси преку економски притисоци, политички влијанија и дезинформацијски кампањи. Ова помеѓу другото го порача министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на регионалната конференција Стратегиските приоритети на НАТО, Европската унија и Југоисточна Европа во мултиполарниот меѓународен поредок, организирана од Фондацијата Конрад Аденауер и во соработка со Министерството за надворешни работи и трговија. Тој се осврна и на војната во Украина, која според него е најсериозниот предизвик за европската и евроатлантската безбедност по студената војна. Антизападните наративи кои се јавуваат во делови од регионот имаат за цел да ја ослабнат довербата во институциите и да го доведат во прашање европскиот и евроатлантскиот курс. Овие трендови бараат интензивна, долгорочна и координирана реакција и од НАТО и од Европската унија. Наше барање е обезбедување на долгорочна стратегија од НАТО и ЕУ за регионот, кој ќе резултира со целосна интеграција на земјите од Западниот Балкан во структурите на НАТО и Европската унија. Геополитичкиот амбиент е комплексен и со предизвици, какви што не сме виделе од формирањето на НАТО, смета американската амбасадорка во земјава Анџела Агилер. Таа рече дека алијансата ќе стане посилна ако сите земји членки ги зајакнуваат своите капацитети. НАТО може да стане посилен само доколку секој член на ова алијанса и натаму ги зајакнуваат своите собствени капацитети и способности. Соединените американски држави го сметаат за неопходно за заштита на нашиот начин на живот и нашиот суверенитет, како и на суверенитетот на сите земји членки. Го поттикнуваме секој сојузник да продолжи да се развива во таа насока и им поздравуваме Македонија што постојано ги остварува нивоата на придонеси што се бараат од неа. Во видео обраќање замени генералниот секретар на НАТО Радмила Шекеринска рече дека одлуките од годинешниот самит во Хаг, меѓу кои секоја членка да одвојува 5% од буџетот за одбраната, ја одржува политиката на одбрана и одвраќање на нападите силна. Европската унија и НАТО соработуваат подобро од било кога досега, рече таа и додаде дека Македонија продолжува да дава значаен придонес со зголемени инвестиции во одбраната и учество на македонските војници во мисиите.